Винарија Охрид има потреба од сезонски работници за преработка на грозје. За подетални информации обратете се во Винарија Охрид. Дневницата изнесува 2500 денари. Изградба и продажба на станови Трим и Лум. Сонце, прва специјалистичка биохемиска лабораторија во Македонија. Повеќе од една деценија од поставувањето на камен темелникот, затворениот пливачки базен во Охрид се уште не е ставен во функција. Ново проектно решение е доставено во општина Охрид, а по неговото одобрување треба да започне тендерската постапка за довршување на објектот. Според првичниот проект, затворениот пливачки базен е замислен како современо спортско-рекреативен комплекс со голем базен за пливање и ватерполо, помал базен за деца, трибини со 500 седишта, фитнес, спа и велнес центар, простор за пинг-понг, ресторан и комерцијално-административни содржини. Градоначалникот Кирил Пецаков очекува базенот да биде готов во рок од една година. Веќе денеска е аплициран новиот проект во општина Охрид за одобрување, с чим го одобриме следува и тендерската постапка за довршување на оние работи кои што не се завршени во затворениот пливачки базен и очекувам во рок од една година да биде завршен. Изградбата на базенот започна во 2015 година, а првичниот рок за завршување беше 2018. Наместо тоа, проектот со години остана во застој, а во меѓувреме се менуваа роковите и решенијата. Последниот проблем се однесува на машинството, особено на системот за грејење и функционирање на водата. Пецаков најавува дека по изборот на изведувач, заедно со министерот за спорт ќе ги соопштат деталите за работите што остануваат. Кога ќе биде самата постапка започната, мислам на тендерската изборот на фирма која што ќе го работи базенот, она што треба да се доврши, посебно машинството или начинот на кој што тој ќе се грее, лади и така натаму, ќе имаме заедничка пресконференција со министерот за спорт и сите детали ќе ги објавиме. Во меѓувреме останува отворено и прашањето зошто Охрид добива 25 метарски наместо олимписки базен. Пецаков смета дека станува збор за одлука донесена пред повеќе од една деценија, но во овој момент приоритет е постојниот објект конечно да биде завршен и ставен во функција. СВР Охрид со засилени сообраќајни контроли констатираше вкупно 479 прекршоци кај возачи на електрични тротинети, велосипеди со помошен мотор, мопеди, мотоцикли, трицикли и четирицикли. Контролите се спроведени во периодот од 18 мај до 31 јули годинава во рамки на зајакнатите акциски контроли на МВР на целата територија на државата. Од вкупниот број прекршоци констатирани во Охрид, 420 прекршоци се констатирани кај возачи на велосипеди со помошен мотор, мопеди и мотоцикли, додека 59 се однесуваат на возачи на електрични тротинети. Најголем дел од нив се однесуваат на неносење заштитен шлем, односно кацига, возење по површини наменети за пешаци. За сите констатирани прекршоци преземени се соодветни мерки и санкции согласно законските прописи. На национално ниво во текот на контролите биле констатирани вкупно 965 прекршоци од возачи на електрични тротинети. Во однос на контролите насочени кон мотоциклите на ниво на државата се констатирани 6932 прекршоци, како и дополнителни 33 прекршоци сторени од возачи на велосипеди. Министерството за внатрешни работи продолжува со зајакнати сообраќајни контроли со цел зголемување на безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Оттаму апелираат на одговорност во сообраќајот, задолжително носење на заштитен шлем, а особено се апелира до возачите на електрични тротинети да се движат исклучиво по пропишани површини. Охрид во знакот на водените спортови. Охридското езеро сцена за бројни спортски и рекреативни активности, а четвртото издание на Охрид Water Festival ги обединува спортот, музиката, забавата и содржините поврзани со богатото езерско наследство. Во изминатите денови се реализираа повеќе спортски настани на вода, едрење, кајакарење, надпревари со кајчина, субдаски, ватерполо и друго. Сега фестивалот влегува во својата втора фаза.
Од денеска започнува музичката програма, која во наредните денови ќе донесе концерти на Ки Македонија. Бесплатните музички вечери се дополнување на спортската програма и уште една можност Охрид да понуди разновидни содржини за своите гости. Покрај спортот подготвивме и музичка програма на Кеот на Македонија пред хотел Палас. Тој ќе биде 4 дена, почнувајќи од 26 август. Ѓоко Танески, концерт на Ѓоко Танески, 27 август е детски ден со концертот на Златно Славејче во организација на Шпарка се банка. 28 август е групата Везилка и на 29 август завршуваме со групата Нокаут. Како дополнителна вредност за сите посетители ќе бидат поставени и изложби посветени на Охридското езеро, водените спортови, како и неговата богата флора и фауна. Вечерва во рамките на Охрид Ватер фестивал ќе биде отворена изложбата Лов на пастрмка на Охридското езеро во организација на Сдруженијето Свети Апостол Петар. Од 20 часот посетителите ќе можат да видат риболовен прибор и фотографии кои раскажуваат приказната за риболовот на Охридското езеро. Традиција тесно поврзана со животот на луѓето покрај езерото и со неговото природно богатство. Токму ваквите содржини му даваат дополнителна вредност на фестивалот. Покрај спортот и музиката, во програмата се внесува и приказната за културното и традиционалното наследство на Охридското езеро. Според градоначалникот Пецаков, со бројните настани Охрид Ватер фестивал ја збогатува туристичката понуда и создава дополнителни причини за посета на градот. Тие се манифестации кои што ние како локална самоуправа почнавме да ги организираме, веќе растат од година во година, добиваат на бројност и покрај квантитетот кој што можеби не е толку значаен во вкупната бројка на туристи кои што добиваат, сепак добиваме на квалитет, односно туристи кои што покрај Охрид го сакаат и Охридското езеро и природните убавини кои што ние како град имаме и да ги понудиме. Така да сето она наследство, културно, историско, природните убавини кои што ги посетуваме доаѓаат на сцена кај сите оние туристи кои што сакат да уживаат. Спортовите на вода, музиката на Кеот и приказните за езерската традиција, содржини со кои Охрид продолжува да живее со фестивалски ритам до крајот на месец август. Житолеб ви донесува метео. Житолеб. Денеска во Охрид имавме сончево време со мала до умерена локална облачност, попладне се услови за нестабилност и дожд. Максималната дневна температура се искачи до 31 степен. Утре во Охрид сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Минималната температура од 17 степени, а дневната ќе достигне до 34 степени. Во Македонија утре температурите ќе се движат во интервал од најниска од 15 степени до максимална дневна до 39 степени. Времето утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност и услови за краткотрајна нестабилност во попладневните часови. За време на викендот предпладне ќе биде сончево и топло, а во попладневните часови наместа ќе има појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со пороен дожд. Во почетокот на следната седмица времето ќе биде стабилно и топло.